Почитувани граѓани на Валандово, почитувани членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ, почитуван кандидат и мој драг пријател, господине Николче Чурлинов. Добро вечер за ВМРО-ДПМНЕ. Тука сум денес во Валандово да дадам личен придонес кон кандидатурата на Чурлинов, мој драг пријател, човек кој долго време соработуваме. Сакам лично да ја поддржам неговата кандидатура, бидејќи Чурлиновски е човек кој знае да вети, но знае да исполни. Последните 8 години доста проекти заедно реализиравме и ќе се сетам на една анекдота, кога бевме пред 6 години тука по населените места, јас често идам во Валандово и вика 27 години живеем во Скопје, дојдов во Валандово случајно, мислев дека ќе живеам неколку месеци, но останав да живеам подолго. Сакам Валандово да го направам достојно место за живење. И навистина последни 8 години, со доста проекти, со голема упорност, успеа животот во Валандово да го покрене на повисоко ниво, со голем број на проекти и со доста работа. Тоа е господинот Чурлинов и за тоа тука стоја пред вас и му давам поддршка на сегашниот идниот градоначалник на Валандово. Она што го изработивме заедно како еден проект што ќе значи развој на општината Валандово и индустриската зона. Знам уште кога беше како идеја, дојде Чурлиновски во мојата канцеларија и вика премиерот сите нас не замолува да правиме индустријски зони, вика јас имам одлична идеја да направам една добра индустријска зона, да ми помогнеш да урбанизираме земјиштето и потоа по пат на јавно надавање да анимираме инвестиции. Се договоривме за брзо, се договоривме за 5 минути, бидејќи со човек кој ја разбира работата, човек кој постојано е на терен, кој сака да работи, е многу лесно да се договориш. И така и битна. Се урбанизира зоната, се направи најголем дел од инфраструктурата и веќе имаме околу 300 вработени лица во таа зона. Очекуваме во наредниот период, што е приоритет на градоначалникот и на владата, целосно да се изградат сите објекти што се во таа индустријска зона и да се вработат минимум 1000 лица, што значи драстично намалување на бројот на невработени во индустријската зона. Тоа е начинот како треба да се работи, да се вети и да се изреализира. И тоа го прави овој градоначалник многу успешно. Она што сакам да го најавам е проект кој заедно го реализираме, а тоа е преку Европската инвестициона банка, изградба на канализација во Балинци, Марвинци и Прајковци. Тоа е проект кој заедно го реализираме и за него се обезбедени средства, веќе избран надзорот, избран изведувачот и многу брзо овој проект ќе започне со реализација. Но градоначалникот денес излегува со нова програма и нови проекти. Еден од поголемите и покрупните проекти треба да биде новиот градски базар, потоа завршување на изградбата на канализациониот систем, она што претходно кажав, и тоа треба да се реализира до крајот на оваа година, изградба на музеј во градот Валандово, изградба на повеќе наменско игралиште во Чалак. Тоа се само дел од проектите кои ги има во оваа програма и затоа сите сакам да ве повикам добро да ја погледнете програмата на Чурлиновски. Тој е човек кој ќе продолжи да работи заедно со владата. Така нова општина ќе му обезбеди подобренина за вас и вашите поколенија, кои живеат и работат тука. Неговото залагање, неговата упорност, навистина ретко каде може да се најде во Република Македонија. И затоа е тој така успешен градоначалник. Делата говорат дека ВМРО-ДПМНЕ и овој градоначалник се посветени на работата, за да дава бюджет пред граѓаните на Република Македонија.
Од другата страна имаме политичка партија која не нуди програма, нема ниту отчет за сработеното, пак ниту има кандидат за Валандово. Затоа ова го прилика ќе искористам да ги повикам да во Валандово и во цела Република Македонија излезат на локалните избори, бидејќи локалните избори значат борба помеѓу проекти, борба помеѓу визија како треба да се развива една општина. Ние тука во Валандово и во голем број на општини во Република Македонија, покрај тоа што промовираме искусни луѓе што знаат да ветат и остварат, ветуваме програми со конкретни проекти, со конкретни рокови и средства од каде истите ќе се направат. Навистина не е лесно да се направи една програма, бидејќи кога ќе ги ставите проектите на хартија, тогаш граѓаните од време на време истата програма ќе отворат и ќе видат дали Николчо работи согласно програмата, дали она што го ветил пред граѓаните и го исполнува. Бидејќи Николчо е човек кој лично го знам и знам дека кога нешто ќе вети и ќе го оствари, ве повикувам сите вас да му дадете поддршка за уште еден мандат, за нови проекти, за проекти кои ќе значат подобар живот за сите граѓани во Валандово. Но за да олесниме работата на Николчо, треба да дадеме поддршка и на листата. Без разлика кој ќе биде прв, кој ќе биде втор, кој ќе биде трет. Битно е да имаме мнозинство во Советот, бидејќи за да можат побрзо да се одвиваат проектите, за да може да се усвои буџетот, за да се усвојат програмите, неопходно е да имаме мнозинство во Советот. Јас знам дека Николчо ќе победи во првиот круг, но битно е да имаме и мнозинство во Советот. И затоа на 24-ти сите заедно да дадеме една силна поддршка за уште еден мандат на Николчо, но исто така поддршка и за Советот кој ќе го предводи ВМРО ДПМН. Да сте живи и здрави и на 24-ти да прославиме една голема победа.